Драган, навистина ми е чест и задоволство што сме повторно денеска во Битола. Би сакал да искористам приликата и да ја честитаме на комисијата, која што ете така во континуитет организира настани од оваа тема. Секогаш имаме што да кажеме овде во Битола. И задоволство ми е што сум и денеска заедно со нашите колеги, амбасадорката Василка Поповска-Тренеска, доктор Викторија Трајков, како и Стефан Андоновски од извршниот комитет, со кој што ќе имаме можност да поразговараме за актуелностите во надворешната политика, секој од свој агол. Јас би почнал, рекол, со поопшти излагања за оно што се случува во нашата надворешна политика. Како што кажа и Драган на почетокот, сведоци сме дека се оно што ни се случува во изминатиот период, фокусот е на надворешната политика, на европските интеграции. Сведоци сме на уште едно вето од страна на соседна Бугарија и една ситуација во која што нашата влада на некој начин се наоѓа во една ситуација ни напред ни назад, односно ниту може да го прифати она што го бара бугарската страна, а од друга страна, ако не го прифати, се чини дека нема да ги започне преговорите за полноправно членство во Европската унија, со што на некој начин се распаѓа целата онаа така наречена европска приказна и оние ветувања кои што беа давани. Се сеќавате, имаше повеќе ветувања за Европска Македонија, дека Македонија веднаш ќе почне преговори, ќе се завршат тие преговори, ќе станеме членка на Европската унија. И сега дојде моментот кога се тоа треба да се реализира, но доколку не се прифатат овие барања во Бугарија, се чини дека нема да се реализира. Бугарската држава од своја страна, како сериозна, секоја сериозна држава, има цврсти позиции, цврсти линии. Сите тие линии се засновани на еден консензус меѓу политичките партии и власти и опозицијата. За разлика од кај нас, каде што власта се чини нема ниту волја да разговара на овие теми, уште помалку пак да се постигне консензус за овие надворешни политички прашања. Јас повеќе пати имам кажано дека доколку сакаме да имаме успех во надворешната политика, ние мора да градиме консензус и мора опозицијата да биде вклучена во создавањето на тие надворешни политички позиции. Наместо тоа, ние сведоци сме, имаше повеќе обиди за одржување на комисијата за надворешна политика во собранието. Власта ниту присуствува, уште помалку пак да дискутира или да се формулира заеднички став. Националниот совет за европски интеграции, кој што исто така го предводи опозицијата, дури пред некој ден се конституираше, 8-9 месеци после конституирањето на собранието, се одложуваше неговото конституирање, знаејќи дека токму таму треба да се дискутираат овие прашања од областта на европските интеграции. Во секојдневните битки се злоупотребуваат овие надворешни политички прашања, како што беше и случај со нова наредба од страна на американскиот претседател, се обидува да се насочи во правец кој што би наштетил на опозицијата. И се на се мислам дека доколку нема консензус помеѓу сите општествени фактори, тешко може да се надеваме на успех, односно може да очекуваме еден нов неуспех. И покрај сите овие најде страна на власта, дека не се разговара за идентитетот, нашите црвени линии и така натаму, ние веќе имаме едно искуство со билатерален спор со држава членка на Европската унија и тогаш, како и сега, не убедува дека не се разговара за идентитетот, дека имаме црвени линии кои што никој нема да ги помине, но за жал резултатот беше така како што беше. И тогаш, како и сега, опозицијата не учествуваше во тие преговори, не учествуваше во формирањето на нашиот став и не беше дел од постигнувањето на решението. Лично сметам дека доколку опозицијата беше вклучена, ќе имавме можеби и подобро конечно решение, но ете изборот на власта беше дека можат сами да го направат. Слично и сега, преговорите се во рацете на неколкумина од власта кои што се обидуваат да направат некаков исчекор и да ги придобијат сите лоборики од успехот, би рекол, на тој процес, доколку заврши со успех. Гледаме дека
Во наредниот период ќе се продолжи веројатно со таа тактика на преговарање само од страна на власта, а опозицијата да биде исклучена. Посакувам да не е така, но мислам дека реалноста ќе биде ќе се продолжи со тој начин на работа од страна на власта, наместо да се искористат сите капацитети кои што постојат и во останатите политички партии, и во општеството, во академската заедница, невладиниот сектор и така натаму. Мислам дека власта ќе продолжи да преговара сама и за жал мислам дека тоа остане така, ќе не очекува уште еден неуспех во овие разговори со Бугарија. Ќе повторно посакувам да сум грешка, но искуството покажува дека тоа е начинот на кој што се одвиваат овие разговори. Би требало да подсетиме исто така дека внатрешните начини на одлучување во самата Европска унија дозволуваат една држава членка, во случај Бугарија, да го употреби или злоупотреби своето право на вето и на тој начин да го попречи проширувањето на Европската унија со нови држави од Западниот Балкан. И покрај сите овие охрабрувања, можеме да ги толкуваме како притисоци, не мислам дека некој може да одврати Бугарија од користење на нејзиното право на вето. И во тој контекст секако е она недавнешна наредба од страна на американскиот председател, чиј што фокус е според мене е борбата против корупцијата и организираниот криминал, и пораката, главната порака што треба да се испрати со тој документ е дека сите оние кои што сметаат дека Балканот треба да остане својна црна дупка во европските интеграции, кај што се уште ќе царува корупцијата и организираниот криминал, не може да најдат на поддршка од Соединетите американски држави. И во тој контекст целта, според мене, на САД е да се заокружи процесот на европска интеграција на Балканот и секој оној кој што го попречува овој процес на проширување не би требало да смета дека има поддршка од страна на Соединетите американски држави. Во тој контекст може да атакуваме и позицијата на Бугарија. Американскиот председател ќе допатува на повеќе средби со европските лидери. Мислам дека во разговорите што ги имаат со Бугарија ќе биде присутна оваа тема на проширувањето на Европската унија и верувам дека може да очекуваме како држава некаква состојба во која што Соединетите американски држави ќе го поддржат понатамошното проширување на Европската унија и на тој начин да направиме одреден чекор напред и да ги почнеме преговорите. Секако, самиот почеток на преговори не значи дека одеднаш ќе се сменат работите, особено не со влада каква што имаме сега, не само корупцијата, туку и недоволните капацитети на власта во повеќе области за спроведување на реформи и во правосудството, и во администрацијата. Па би рекол дека и онаа тема на политичкиот диалог веќе се враќа, непостоењето на политички диалог, не постоењето на желба да се пружи рака кон опозицијата за постигнување на консензус, ќе влијае на оценките кои што ги добиваме од Европската унија. Мислам дека сета оној обид да се создаде она перцепција за еден наратив дека само власта е таа што се залага за европска интеграција, опозицијата е антиевропска, така натаму, ќе се покаже како погрешна, најмногу на тоа поле кога ќе се демонстрира неспособноста на власта да спроведува реформи и да ги исполнува тие критериуми за членство во Европската унија, затоа што членството во Европската унија и успехот во преговорите не е само предмет на декларативна заложба, туку би требало да има и конкретни резултати на секој од полињата кои што се делат по главите за преговори. Доколку вие немате резултати во борбата против корупцијата, не можете да очекувате поддршка од Европската унија. Нема реформа администрација, нема напредок по приближување кон европските стандарди, доколку се уште се продолжи со уништување на животната средина, како што е тоа случај во изминатите години, нема да се отвори уште помалку да се затвори тоа поглавје. Ако имате проблеми во образованието, во здравството, во земјоделието, во сите оние поглави кои што се предат на преговорите, не може да се очекува напредок. А со она што го имаме сега, со капацитетите со кои што може да ги видиме од страна на власта, тешко дека може да се очекува напредок и токму тука мислам дека ќе
падне на испитот оваа власт со низината неспособност да демонстрира конкретни резултати на полето на европската интеграција. И верувам дека се она што ќе го демонстрираат и како власт, па дури испроведувањето на престојните локални избори, почитувањето на законите, заштитата на тој принцип на владење на правото, загарантираното право на глас, заштитата на право на глас, дали повторно ќе има подкуп на гласачи или не, сето тоа ќе биде под еден близок надзор од страна на Европската Унија и тука ќе се цени и способноста на државата да направи напред, односно и локалните избори ќе бидат еден од условите преку кои што ќе се цени она што значи прилагодување кон европските стандарди. Јас толку би имал за почеток, би дал збор сега на низината екселенција, Василка Поповска-Кренеска, која што беше наш амбасадор во Австрија и исто така наша колешка професорка на Софијскиот универзитет, да повеќе на признание. Благодарам. Почитувани битолчани, толку ми е драго што гледам и многу познати лица, сакам да ве поздравам лично, да ви кажам право, јас покрај толку настапи, сега имав и дури малце трема, викам, ќе одам битола, морам да бидам стросана. Короната малце не разгали, па се со патики спортски, а сега мораше да ставам и штикла. Тоа е тоа. Да, ја благодарам амбасадоре Васко на исцрпното излагање ваше, стварно нема што да додадам на тоа, опишавте се како што е сега ситуацијата на нашата држава. Јас би се осврнала малце повеќе на дипломатијата и на дипломатската мрежа и дали можевме и дали можеме да направиме нешто повеќе со тоа. Бев амбасадор во Австрија во оние клучни моменти кога се одлучуваше и за промената на нашето име. За жал, нем сведок сум како се случуваше и што се случуваше и како стана тоа. Немотина нешто да направиш, но тука по функција мора да организирам средбите, мислам и амбасадорот Васко беше во почеток Њу Јорк, но среќа негова што можеше и да избегне нешто. Но гледајќи како грците има еден пристап на работите, мене дури мачнина ме фаќаше како може еден човек, во суштина еден човек да стави толку тежок товар на себе и да го направи тој договор. Бев присутна кога при разговорите нормално за затворени врати, грчката страна доаѓаше со цел авион, со 60 лица, со стручњаци за секоја точка, запирка, историчари, експерти за се, а нашата страна само со еден човек. Министерот Коцијас излегуваше на секој 5 минути да се консултира, а додека нашите се знаат и еве до каде стигнавме со договорот. Во секој случај можеше да биде многу подобар ако работевме заедно и ако се почитуваше тоа да бидат присутни и опозиција и позиција и сите вклучени во тој процес на промена на име. Навистина мачнина и уште ми е мачнина кога го разговарам ова, но тоа е тоа. Дали може да се промени нешто, тоа веќе никој не знае сега. Дипломатската мрежа во моментов, Вики мислам се уште во Министерство за надворешни работи, може би таа ќе каже и повеќе. Амбасадите сега, консуларните, празно е се. Никој не функционира сега нормално. Тие се повикуваат на тоа што корона криза или едно или друго, но не е тоа причината што сме до оваа состојба дојдени. Навистина мачнина е.
не сакам да бидам, јас во принцип сум многу позитивен човек, но сега стварно не гледам некоја иднина за понатаму. Не очекувам многу тежок период. Значи, јас го гледам решението на ова да бидеме присутни и да лобираме и да ја кажуваме нашата вистина многу на повисоко ниво. За жал, дипломатите сега секоја чест на исклучоци, но 15 години сум во оваа служба, сакам да кажам, некаде и пасивно, но некаде и активно. Гледајќи како дипломатите од куќата мислат да ги решат работите, за нив не сакам да критикувам многу, но треба работното време е најдобро. Од 8 до 3 е важно да бидат во канцеларија. Тоа што сработиле не е битно. И на моите дипломати во амбасадата најважно му беше да знаем што па да бидеме со соседите и тоа им е главната цел. А не гледаат да направат пријатели, па да ни ја кажуваат нашата цел, нашата болка што ни е. Мислам, тоа треба многу да се работи. Само здружени и тоа е сега иднината ја гледам во тоа да се здружиме и да работиме и да ја кажеме нашата вистина. Иако може нешто да се промени. Толку не би должела многу, не сакам да звучам многу песимистички, но да. Ви благодарам на вниманието. Благодараме на искреното обраќање. А што се кажанка? Така, пошто ме повика амбасадорката и малку ми даде, да речам, вака еден мотив отворено да зборуваме за дипломатската мрежа во надвор во соседството, па и општо во светот. Во моментот повеќе од пола дипломатско-консуларни представништва за жал се празни. Не само што немаат амбасадори, немаат и дипломати од понизок ранг, кои што некако можеби ја средувале до некаде работата која што треба да се сработи. Не често пак и ги гледаме оние групи кои што самите диаспорци ги прават и се жалат на какви конзуларни услуги не добиваат всушност. Но тоа е веќе еден момент на кој што, како и целиот систем од државата кој што не функционира, не работи. И сметам дека дипломатијата е само еден продолжеток на тоа неработење на актуелната власт. Оно што мене особено ме боли во поглед на работата на Министерството за надворешни работи е локалната тема во Битола, односно Битола, и затворањето на почесните конзулати тука. Ако некогаш Битола била познат конзулски град, каде што нели било на место некаде на крајот на 19, почетокот на 20 век, прибежиште за многу дипломати и прибежиште на меѓународни представништва, сега сме сведоци само во последниот период дека само 4 мислам дека се затворија, што за тоа и никој не реагира, едноставно не се замараат луѓето зашто се затвориле, не наоѓаат причина зашто се затвориле, дали нешто се случило. Тука едноставно си ја сваѓаат работа, дека само отворам канцеларија, ставам знаме на канцеларијата и тука завршува приканата на почесен конзулат. Ние како град секако губиме во поглед на затворањето на да речам тие почесни конзулати, затоа што се ведоци сте сите кои што живеете тука, и мајка ми, татко ми се уште тука, па некако ми кажува што се случува со бугарскиот конзулат и со тие редици кои што ги гледате секој ден. И навистина е жалосно тоа што се случува, но доколку има тука некакви си услови за живот, сигурно луѓето нема да чекаат да бараат алтернатива за да заминат надвор. И професорите ќе се сложат, јас сум вака понова во таа професорска фела, дека младите нон-стоп зборуваат и за начини, наоѓаат начини како да заминат од државата, што е навистина поразително за една генерација која што сме ние и да таа генерација која што треба да ја гради оваа држава.
Пак ќе се вратам на Битола и на не само на почесните конзулати, туку и на огромниот број на диаспора кој што живее надвор. Кој повеќе, кој помалку сме работеле со диаспората ние во Америка, амбасадорката во Австрија. Стефан има добри контакти со диаспора. Со диаспора. Гледаме дека навистина не има она, да речеме, ајде прва, втора генерација диаспора која што постојано веќе живее, има свој живот и си изградиле некакви си профили во тоа општество, но се почесто има луѓе кои што се новодојденци и тој број на новодојдена диаспора навистина се зголемува секојдневно. Особено во европските земји, затоа се тие редици пред бугарскиот конзулат и навистина е жалосно. Но тенденцијата наша и како партија и ако ја погледнавте последната програма обнова која што имавме, беше да направиме некаков си мост меѓу државата и диаспората, затоа што поголемиот дел од таа диаспора која што веќе е близко или е веќе пензионирана диаспора сака и бара начин да се врати во државата, но има и такви кои што се заинтересирани еден дел од својот капитал да го префрлат тука, иако на едно последно истражување читав на не знам која агенција беше меѓународна дека во 2018 година каде што вели дека и да сакаат да дојдат да инвестираат кај нас имаат некои си административни бариери кои што ние треба да ги најдеме начин да ги надминеме. Мислам дека е добро да се направи една таква стратегија за враќање на диаспората, посебно во овој регион каде што сме ние, затоа што Австралија и Америка е полна со битолчани, полна и со мојата генерација, што навистина ми е жал што го гледам тоа, но тоа е што е. И сметам дека ако сите заеднички се потрудиме, дека можеме многу да смениме, посебно затоа што сигурно и наши блиски се веќе заминати, но во одредена фаза во животот би можеле да ги вратиме. Толку за од мене, Стефан повеќе. Благодарам, Вики. Ви благодарам на присуството. Поздравам председател на Општинскиот комитет, Комисијата за меѓународна политика. Баш размислував, од една страна ми е задоволство што сум тука, по една година скоро од последниот пат кога бев на сличен ваков панел пред изборите 2020 година, во сличен состав освен амбасадорката, но од друга страна ми е криво затоа што работите кои што ги кажувавме тогаш, а една клучна работа ми остана осеќавање дека се додека е СДСМ на власт ние нема да почнеме преговори. Една година потоа, за жал, бевме во право за тоа што го зборувавме. Состојбата уште повеќе влошена во делот кој што баш Вики го спомна со конзулатите и дипломатската мрежа. Ми се чини дека од лани до сега пополнети се можеби само 3 или 4 амбасадорски места, но во меѓувреме се испразнија 3-4, така што се уште сме на нека апсолутна нула. Мислам дека повеќе од 50% од амбасадите се празни. Ќе се обидам да одговорам 3 политички прашања, пошто некако како член извршен комитет, можеби тоа ми е задача да видиме каде е позиционирано ВМРО-ДПМН во овој дел. Едно е прашањето за зошто никој Бугарија не ја тера да не прифати, дали не може некој да ја свитка раката. Второто прашање е што со новото извршено решение на председателот Бајден. И третото кое што најверојатно ќе излезе од овие две, што може да се направи понатаму. По однос на првото прашање, зошто никој не ја свитка раката на Бугарија, има две страни одговорот на тоа прашање. Првата страна е што во Европската унија постои еден замор од проширувањето. Ако во 2000-тите години имавме 10-15 земји кои што станаа членки само во тие години, отпочнаа преговори, ги затворија преговори и станаа членки. Од 2010 до 2020 тој број е намален, да не речеме на нула. А од 2020 до 2030 уште гледаме намалување на желбата за проширување. Тоа се должи на еден тип на асиметрија во развојот на овие држави кои што се така наречени нови членки со постоечките членки западноевропските држави и во делот на економија, но особено во делот на владење на право, на заштита на правата на луѓето, ако сакате во делот на миграцијата, во делот на заштитата на животната средина. Има теории во Европската унија, европски теоретичари да речеме, зборуваат за Европа на две брзини или за две Европи. Едната која што ќе се развива на еден начин, Западна Европа, а другата која што ќе се развива на друг начин, но овие членки заедно со Јужна Европа
Шпанија, Португалија, Италија, Грција и други. И сега во таков еден конгломерат за кој што можеме да зборуваме со часови колку е заморот од проширувањето, го имате вториот аспект, аспектот на незавршена домашна задача. И обично телевизиите кои што не повикуваат да гостуваме не ни дозволуваат да зборуваме за овој вториот дел. Многу повеќе би сакале да слушаат како тоа лошата Европа не сака, но многу помалку сакаат да слушаат дека ние не сме да се ја завршиле домашната задача, затоа што тоа значи критика на постоечкава власт. А бројките се како може да лажете за се, ама не можете да лажете за бројки. Јас доаѓајќи на баш ги разгледував најновите податоци кои што се однесуваат на искористеност на ИПА фондови. Вие добро знаете, тоа се фондови за предпристапна помош на државите. За Македонија последниве 12 години се одделени 1,2 милиарди евра. Искористеноста, владава лаже за СЕПА и за тоа, е околу 70% и вие ќе речете, па 70% не е така лоша бројка. Но тоа се само на подпишани договори, кои што владата ги објавува дека ги искористиле, значи 70% од тоа. Реалната слика е дека искористеноста е под 50%, затоа што голем број од тие договори пропаѓаат, се подпишани на хартија, но немаат имплементација. Проблемот во овие средства кои што ни стојат на располагање се тука е тоа што немаме подготвена администрација да проектира, немаме реализација на проектен менеджмент, односно немате администрација која што ќе го заврши процесот на инвестирање, нема доволно апликации и во овие работи нема корупција. Не може некој да го товара Луи Витон куферчето, порано се викаше товара магарето, сега Луи Витон куферчето. И тоа е сериозен проблем, тоа се гледа во Европската унија. Вториот аспект е корупцијата, 111-тото ниво, тоа не морам многу да во детали да ви кажувам, вие го имате тука Васко Ковачевски, па се ви е јасно, го имавте Кирацовски претходно, уште повеќе ви е јасно. И третиот аспект е постојаниот криминал кој што се гледа, тоа се пасоши за седат пеќе или така натаму. И сега што прави владата за да може да го покрие ова? Председателот Мицковски тоа добро го објаснува, или кога ученик не е подготвен ни за двојка, му вели на професорот, кажете што нешто да подпишам да направам, само да добијам слаба двојка, да подпиши јазикот од 45-та, подпиши македонскиот народ треба без корен, подпиши бугаризација на Македонија, подпиши Северна Македонија и ќе одиш напред. Тоа се случува во принцип и затоа е оваа апатичност која што е донесена. Се обидувам на кратко и ќе ги нафрлам овие тези, можеби не се апсолутно, сигурно не се апсолутна вистина, па можеби ќе ја поттикнат за дискусија. Вториот дел е за оваа извршна одлука на председателот Бајден. Америка, прво да кажам дека е наш стратешки партнер последниве 30 години и по мое скромно мислење е еден од главните виновници што ние имаме држава. Затоа што кога другите ги вртеа грбовите на страна во 90-тите, тие испратија Умпредеп на границата со Југославија. И се тука, како најголем поединечен партнер и донатор, за било каков проект во било која област, дали е тоа образование, дали е наука, дали е инфраструктура и така натаму и така натаму. И доаѓам до вториот дел, во реализмот или во неореализмот на теоријата на меѓународни односи е теоријата на интерес. Уште од Тукидид, па Макиавели, па еден куп автори од модерната, Моргентау и така натаму, зборуваат дека нациите се водени од интересот. И секоја нација има и некаков интерес по кој се води во меѓународните односи, во меѓународната политика, но за мене најдобар е можеби Кенет Волц, кој што најпака прецизно кажува, секоја нација се води од сопствениот интерес, а што е тоа сопствен интерес? Сопствениот интерес е тоа што секоја нација ќе се утврди дека е сопствен интерес. Соединетите американски држави имаат сопствен национален интерес да ги заштитат сите договори во кои што биле членка, односно кои што помогнале да се реализираат. Еден таков е Охридскиот и Преспанскиот договор и за очекување дека тие ќе ги заштитат продуктите кои што ги имаат произведено било каде во светот, па и на таа смешна чудна кованица Западен Балкан. И заради тоа не е за изненадување што донеле одлука како што ја донеле. Многу позначаен дел од таа одлука зазема делот кој што професорот Номански го спомна, тоа е делот на борба против криминалот и корупцијата. Имено, САД смета за свој најголем национален интерес дека во државите кои што им се партнери, особено стратешките партнери како Македонија, не смее да има такво ниво на корупција и криминал. И сега, ако сакате да бидам саркастичен, ќе кажам дека од постоечката црна листа на САД, има 8 или 9 луѓе на неа,
двајца се коалициони партнери на Зоран Заев, двајца се пратеници во составот во коалицијата на Зоран Заев, едниот е Мендух Тачи, и еден е советник на Зоран Заев за странски инвестиции, тој е Љубе Бошковски. Тоа е сегашната црна листа. Јас ако се правам предлог црна листа, например на таа би го додал и Ден Дончев, и Драги Рашковски, и Зоран Заев, и Вице Заев, и така една сериозна Оливер Спасовски, ако сакате. Затоа што тоа е корупцијата во Македонија, тоа е криминалот во Македонија, и можеби некој дел од странските партнери ќе сакат да зборуваат дека корупцијата во Македонија била ова што собираат родителите по 100 денари да купат на наставничката цвеќе на крај на година, или на доктор кој ќе му однесете бајадера, која што е кај нас традиција можеби 100 години наназад, но пред само 4 или 5 години ние за корупција бевме од 60 до 70 место, што не велам дека е добар резултат, подпросечни сме, ама бевме во друштво на Хрватска, сега сме во друштво на Панама, а не се смени ова собирање во 100 денари, од 100 може стана 100 денари ради инфлацијата, ама тука е пак групава на или бајадерата поскапа не може 2-30%, ама не тоа толку драстична корупција, толку зголемена кај луѓево, се знае каква е корупцијата, сега вие многу добро од мене и знаете. И ова ме води до третиот одговор дека нешто мора да се направи. Има три начини на делување. Првиот начин е собрание, и тука би сакал да развиеме на теза зашто ВМРО-ДПМН не излегува од собранието. Ајде напуштете во тоа собрание, па вие сте соучесници, таму сте за платите на пратениците или патните трошоци. Јас можам слободно зборувам, не сум во собрание, па можам да ги критикувам колку сакам. Но денот кога ќе излеземе од собрание, СДСМ ќе слави со шампанско, затоа што истиот ден ќе го поминат деловникот да гласаат онлайн од дома, а вечерта на истава седница ќе се изгласат фабриките за марихуана да можат да продаваат марихуаната во цвет. Затоа што не се доволно способни да произведат квалитетно масло од канабис и да го извезат во Европа, туку произведуваат едно ниско ниво на трева, која што треба да продаат на нашите деца, на нашава младина. И тоа е целта, во принцип тоа е замислата. Дента кога ние ќе излеземе од собрание, тоа ќе се случи. И затоа нашиот активизам во собрание е на друг начин, како што можете да забележите. Блокираме се што сметаме дека е штетно. Се што сметаме дека може некако да се поправи, вложуваме амандмани, преку 100 амандмани имавме на буџетот за оваа година, само 7 или 8 фатени. Сега на ребалансот е скоро во собрание ќе влезе, ќе имаме исто така амандмани, а се што сметаме дека не може да се поправи, дека оди во тотално погрешна насока, гледаме да го блокираме. Затоа имаме реакции, морам да ви признам, од дома и од странство, но со тие сме спремни да се бориме, затоа што нема да дозволиме да Македонија ваква како што ја знаеме и влошена како што ја знаеме, која што малку повеќе изгледа на картел од колку што изгледа на држава, да стане тотално да се распадне, да пукне по тие шавови и да ја немаме како што имаме. Тоа е едниот начин. Вториот начин е улицата. Ова што го правиме последно најава, тоа што го правиме ноември и декември, напорно е, тешко е, некого може да го иритира, некој може да не може да стаса од работа, може да ги иритира и вашите дома, вашите пријатели, блиски, роднини, но мислам дека повеќе ќе иритира ако немаме држава утредена. Ние сме седеле во влечки дома, чекајќи некој да ни ја распродаде, како што многу го кажа амбасадорите, самоволно, all-in, без поддршка, без професори, без академска заедница, сам како што само тој знае, да каже дека во Петрич и во Струмица се зборува ист јазик или дека, например, Венко Марковски или Коста Соля Фрацин пишувале на некој измислен диалект, затоа што не бил кодифициран македонскиот јазик 38-39. И третиот начин се изборите. Мора да покажеме сила, цврстина и на локалните избори, и затоа ќе искористам, ќе злоупотребам можноста денеска и ќе ви кажам дека ни е потребно единство и во Битола, особено во Битола, дека ни се потребна заедничка тупаница, дека без таа заедничка тупаница не можеме да победиме, дека победата зависи од секој од вас, од нас поединечно, но и од заедно како тим. И ако не функционираме како тим, тоа ќе носи резултати какви што не сакаме да гледаме. Две работи се многу важни. Големата излезност, која што минатите избори ја немавме, и сплотеноста позади било кој кандидат кој што доаѓа од ВМРО-ДПМН од коалицијата, а на помалку да мислиме на собствените интереси, лични, тесно
пријателски, фамилиарни и слично, туку да застанеме позади тој кандидат, затоа што било кој кандидат од ВМРО ДПМН на било кој ниво е подобар од кандидат на СДСМ, не само по професионалност, по успешност, туку и по црвени линии по македонскиот национален идентитет, за да не ни биде утре криво што Заев има можност да си распродава, затоа што гледаме тој како работа. Ако му оставиме таа шанса, нека ние со среќа. Извинете, земав може малку повеќе време, ви благодарам на вниманието и тука сме за прашање. Благодарим на гостите за исцрпните излагања. Ќе ве замолам за прашање кои има, кога ќе постави прашање и да посочи до кој поставено прашањето. Јас не станам, ќе му сметам на камерата, не мора да ме снима. Само да ги поздравам амбасадорите, професорите, членовите на извршниот комитет. И благодарам за денешната можност и благодарам за оваа парна дискусија, на Комисијата за надворешни работи за нивниот труд, на присутните. Јас само сакам да ја начнам малку темата околу новата декларација или како да се вика документот на Бајден и така натаму. Дали може малку повеќе да се посветиме и да го разобличиме, веројатно не е толку страшен и тежок па сега ние да се наоѓаме поразени од целата таа ситуација како се да е завршено. Јас сметам дека ако таа главна цел на тој документ е корупцијата, криминалот и сето тоа што го загрозува Западен Балкан, тогаш коруптивно беше и криминално донесен и тој преспански договор спротивно на волјата на граѓаните. И сметам дека можеби ни треба дипломатски малку повеќе и ние да се зајакнеме или нашите квалитетни кадри како вас и други кои што ги имаме низ партијата, што повеќе да се отвориме кон луѓето и да објасниме таа работа, затоа што навистина јас повеќе препознавам зборот корупција и криминал во самото носење на преспанскиот договор и на цела таа промена на име, цел тој процес на избор на талат и така натаму, и да не одземам многу време. Би сакал тука малку повеќе да го, затоа што не нападнаа нивните пиар весници, портали, нивни стратези или како да ги наречам специјални платеници. И благодарам многу, извини. Кој било, не е проблем. Јас исто нешто спомена и Стефан во тој контекст. Значи, ако внимателно се анализира, корупцијата е покрената на прашање на агендата кое што е дел од тие политичко-безбедносни приоритети. Значи, според ова што е објавено сега, а треба да оставиме во контекст на оно што претходно беше ставено како лица што беа ставени на црната листа и во Бугарија и во Албанија. Значи, сите оние склони на корупција според нив се закана за политичките и безбедносните интереси на САД во регионот. Тие сметаат, и јас тука би се согласил, дека корупцијата е политичко и безбедносно прашање. Значи, особено кога зборуваме за членки на НАТО, не можете да ја толерирате корупцијата и истовремено да велите дека сте сојузници во НАТО алијансата како заеднички систем на вредности. И на тој начин мислам дека таа поддршка што имаме и што Стефан убаво ја спомена од почетокот на независноста, што ја добиваме од САД, ќе продолжиме да ја добиваме и на тоа поле. Очигледно е, тоа го сфатиле американците, ние добро си знаеме дека сами не можеме да се справиме со корупцијата. И ова наредба е и своевидна и сигнал, и своевидна закана, би рекол, порака до сите оние корумпирани политичари, дека корупцијата во една држава е закана за партнерството со САД и закана за стабилизацијата на регионот. Што е суштината според мене на овој документ? САД имаат право да си користат сите инструменти. Овде конкретно се споменува за назовањето на имотот и забраната за влез во САД. Значи, доколку велите дека сте партнери со САД, доколку сакате да сте партнери во НАТО, ќе треба да ги хармонизирате своите политики со нив и да ги формулирате ставовите согласно оваа политика на борба против корупцијата и да демонстрирате конкретни резултати во таа борба против корупцијата. Мислам дека
ова е само една најава на ова што би можело да следи. И тука треба ние да го гледаме нашиот интерес и како држава и како партија, дека борбата против корупцијата има поддршка од Соединените американски држави. Секогаш ќе има, како што спомена председателот, и разни наративи дека ова било против ова или против оној, но суштината на пораката е дека ако сакаме Македонија да порасне како држава, да созре како држава и конечно да стане дел од Европската унија, веќе е дел од НАТО, мора сериозно да се справи со корупцијата. Стабилизацијата на регионот според нив е можна само преку интеграција во Европската унија. А свесни сме дека имаме ние и држави тука кои што го попречуваат проширувањето на Европската унија. Нашата шанса е тука, значи сите оние кои што го попречуваат проширувањето на Европската унија нема да добијат поддршка од Соединените американски држави. И во тој контекст можеме да ги тукуваме овие потези. Токму денес имаше и телефонски разговор на државниот секретар Блинкен со бугарскиот председател Радев. Една од темите беше европската интеграција, почетокот на преговорите. Тоа е една форма на притисок, може да даде резултати, може да не даде, но во секој случај сметам дека сад и во оваа прилика преку овој документ можеме да тукуваме дека ја потврдуваат поддршката што имаме. Сега, ќе повторам, има разни наративи. Америка била на оваа или онаа страна. Мислам дека доколку се направи една темелна анализа, спомена Стефан, тоа од самиот почеток ние имаме цврста поддршка од САД за нашиот основен интерес, што е создавање на една независна македонска држава во почетокот на 90-тите, сета онаа поддршка што имавме преку повеќе реформи. Да не забораваме и поддршката што имавме и како партија, отворено да зборуваме, тоа се и јавно достапни податоци и поддршката што сме имали во создавањето на владите во 1998 година и во 2006 година. Не смееме да го игнорираме тој факт. Нормално е дека ќе има различни толкувања на некои потези на американската администрација во еден или друг период, но големата слика е дека преку ова, според мене, тие ни дават една допълнителна поддршка, ние треба да го искористиме тоа, да се обидеме да го разобличиме оној наратив кој што се обидуваат социјалдемократите да го наметнат не само во односите со Америка, него и во односите со Европската унија, дека СДСМ е таа што е прозападна, проевропска и така натаму, а ВМРО се антиевропски и антизападни. Јас мислам, че минатата трибина и пред минатата зборував за историјата на оние нелегални ВМРО-вски организации. Една од нив, ВМРО, СДРМ, значи ВМРО, Самостојна демократска република Македонија, под протекторат на Америка. Значи, кога ВМРО-вците се бореа за партнерство со Америка во 1947 година, тогаш ние овде и бито оваа регионот, посебно сме сведоци на сите оние немили сцени, прогони на сите оние кои се залагале за демократизација и за прозападна ориентација на Македонија од страна на комунистичкиот режим. Сега дојдовме во една абсурдна ситуација, после 70 години, сега наследниците на комунистите, неокомунистите да наречеме, се тие кои што велат дека се прозападни, а се обидуваат да содат перцепција дека ВМРО-вците се антизападни. И мислам дека тоа е потврдено не само во период на комунистичкиот режим, да одим и во поновата историја. Декларацијата за членство на Македонија во НАТО во Европската унија предложи пратениците на ВМРО-ДПМН. Спогодбата за стабилизација и асоциација со Европската унија подпиша владата на ВМРО-ДПМН, напредувано од тогаш Липчо Гергиевски. Првата препорака за почеток на преговорите, визната либерализација, почетокот на оној висок диалог на високо политичко ниво со Европската унија беше за време на владата на ВМРО-ДПМН. Значи сите оние крупни чекори, речиси сите чекори во европската интеграција со исклучок на кандидатскиот статус се направени од владите на ВМРО-ДПМН. Дури и односите со Соединените американски држави и со НАТО, ние бевме партијата која што се залагаше за интеграција во НАТО и најпосле, ако видите низ годините каде се случувале сите оние движења за независна Македонија, од каде доаѓала поддршката за создавање и на независна македонска држава, но и за создавање на партијата, тоа се западноевропските држави и САД. Не се создаде идејата за формирање на партијата тогаш како ДПМН од
Драган Богдановски во Русија или во Украина, се создаде во Шведска. Ние немаме многу задгранични комитети на исток, туку имаме во САД и во Западна Европа. Значи таа врска што имаме и како партија и како идеологија десничарска е природно поврзана со Западна Европа и со Соединетите американски држави. Најчесто тие наративи се создадени од левицата, која што по дефиниција мора да се оттргне од своето непријатно минато и во комунизмот и сега да се наметне пред европските партнери како некаква прозападна сила, но мислам дека со една едноставна анализа и со едноставен сет на аргументи многу лесно се побива. Малку е полог се извинувам, но во контекст дека се она што се поставува како политика, се формулира како став од САД, е во функција на нашите интереси и како држава, а во конкретниот случај за конкретниот документ и како партија во нашите внатрешни политички односи. Една реченица да го надополнам амбасадоров. Во однос на интересите, може да не спомнам, САД си ги брани собствените интереси со ваквите одлуки. И ние поредот на ништо да би требало да ги браниме собствените интереси, македонските национални интереси. А македонски национален интерес да се почитува граѓаниот кој што на референдум кажал дека не сега да се оменува името, односно дека не го признал договорот. И сега ние како партија би било лицемерно да речеме да ние сме за македонско национално и поддржуваме македонските национални интереси, ги браниме, ама затоа што САД кажа дека ова не го поддржуваат договорот во кој што земале учество, ние чекор назад ќе го поддржуваме и ние договорот, не почитувајќи си го собствениот народ. Кога имате влада која што не ги брани македонските национални интереси, обврскана во МРДПМН е да ги брани националните интереси. И тука мислам дека треба да се стоиме како морална вертикала која што носиме како партија и во ова модерно време, зашто инаку на што се повикуваме позадински инаку 100% се слушам со амбасадорот се што кажа. Ова веќе спомнавме, ја спомнавме декларацијата на Бајден, ајде една женска интуитивност би рекла, ги спомнавме државните интереси, ги спомнавме нашите интереси, меѓутоа, што ако за цета таа нивна американска државен интерес е федерализацијата, која што во позадина веќе 20 години слушаме. Значи, дали сценариото може да е се направи Македонија, па сега одиме на она што не сакам да го спомнам пред Македонија нова држава, за да стигнеме до некоја трета варијанта, која што ќе е државнички интерес на Америка. Да. Точно добро е да ги дискутираме овие прашања, пошто многу често пати се ставаат во различни контексти. Мислам дека доколку Соединетите американски држави имале интерес ова да биде федерација, тоа ќе ги насочиле своите напори за создавање на таква федерација што во раните 90-ти години. Јас мислам, ако ги анализираме сите оние изјави, нон-пейпери или изјави од страна на некои од соседните политичари од Косово или Албанија за создавање на голема Албанија и така натаму, меѓу првите фактори кои што одлучно ги демонтираат и се соодветствуваат на тие ставови се сегогаш Соединетите американски држави. Мислам дека нивниот интерес е стабилизација преку влез во Европската унија на државите во границите во кои што се сега. Имаме ние една епизода на нарушување на тој принцип на непроменливост на границите со создавањето на Косовската држава, да, но мислам дека околностите во тој период, пред повеќе 20 години, се околности кои што не би се повториле во блиска иднина и најпосле не гледам суштинска причина за нарушување на границите во овој момент, бидејќи тоа предизвикува еден домино ефект во целиот регион. Доколку хипотетички го прифатиме принципот дека државите треба да ги прават своите граници и да бидат етнички хомогени држави, или да се федерализираат, или да се создадат нови држави, тогаш тоа ќе значи дека ќе треба да се изменат границите на буквално сите држави во регионот. Значи нема држава која што е етнички чиста и државите во регионот кај нас посебно. И тогаш ќе одиме во една фрагментација до недоглед, на пример да земеме Косово,
северниот дел од Косово да биде независна држава или дел од Србија, па внатре во општините во Северна Косовска Митровица има дел кој што е населен моментно со албански, тоа да биде нова држава или нова федеративна единица. И така ќе се оди во недоглед и мислам дека тоа би водело кон една дестабилизација наспроти стабилизацијата која што е цел на Соединетите американски држави. Јас поминав и 4 години таму, мислам дека ако детално се анализираат сите нивни чекори и политики во изминатите години и децении, нивната цел е да го затворат прашањето на Балканот, конечно да го стабилизираат и да го интегрираат во Европската унија и да се посветат и нивната надворешна политика и ресурсите, капацитетите кон други прашања каде што навистина има проблеми со, така неформално кажано, да го тргнат од дневен ред Балканот преку интеграција во Европската унија и што сте веќе внатре во Европската унија, ние сме дел од НАТО, тоа е уште една, да речеме, околност која што не оди во прилог на федерализација или пак распад на државата. Членството во НАТО е токму една од најголемите придобивки е заштитата на територијалниот интегритет и суверенитетот, и доколку една држава членка на НАТО се федерализира или се распадне, паѓа во вода целиот концепт на заеднички интереси и заштита на суверенитетот и колективна безбедност, што мислам дека не виси во обзорот. Точно има тенденции, има одредени позиции такви во регионот, кои што можеби се залагаат за тоа, но сметам дека целта на САД е стабилизација и интеграција во ЕУ, а не дополнително разнишување на границите во регионот. Некој прашање? Јас имам талант да сум загребен. Мене ми е кој протоколарно предпоставувам прашањето. Од моје лично искуство, дали ние имаме некој протокол во смисла кога контактираме странска амбасада, истиот некој ќе ти одговори таму, дали мора да одговори на наш македонски јазик, или има некоја друга протокол. Во смисла, конкретно кога беше лани кризата со COVID, моето работно искуство е со Италија. И во тој период, баш кога пробувавме да бараме, најчесто од двете и конзулатот и амбасадата првично што одговарате на албански. Дали имаме во таа насока нешто конкретно? Добро, да, имаме протокол, но тој протокол не се почитува кој 90% од работите во државата. Зошто не се почитува? Затоа што прво нема контрола, а второ може ние како Министерство за надворешни работи имаме механизам како тоа би го контролирале и точно дека до негде мора да има човек кој што ќе зборува и некој друг јазик, но тоа не може да биде јазикот албански, ако е во Италија, таму треба да се зборува италијански јазик. Како што на другите ДКП-а треба да се зборува јазикот на приемот на земјата. Сега знам дека тоа многу иритира и има многу луѓе кои што реагираат на тој однос, затоа што таму се јавува во представништво на Република Македонија, се зборува на албански, но ние имаме моментално министер албанец и тоа е тоа. Во тој контекст, дали има исто некој закон, подзакон, кој имаме како политички партнери, дали 100% колку корупцијата и таму тој бадентер колку да бидат вработени или таму не се почитува? Такво нешто за сега не. За жал не. Не. Таму може да бидат сите етникуми, да. Да се телеграмите се веќе двојазични. И телеграмите ги направија двојазични, како и во сите институции, имаме задолжување во јавна администрација, секоја телеграма да треба да се преведи на албански јазик. И ние ще зборуваме за Македонија. Да. За жал, Балансирот не важи. Граѓани втори во собствена држава. па со оваа власт тоа го доживеа. Вели дека ако него сменат премиото ќе бе вие. За ова прашање сакам да кажам вас, како говорите и за Василка, зашто Австрија се уклучува во медијаторство и посредништво меѓу Македонија и Бугарија?
Австрија е единствената земја што е поддржувач на Македонија во суштина и тие Австрија е првата земја сега нормално овој викенд мислам дека и премиерот Курц, канцеларот Курц ги вика сите премиери, ќе има Вестен Балкан конференција и главната тема ќе биде баш таа точка. Сега зошто Австрија? Медијаторството е, да. Канцеларот Курц си зеде таа обврска да посредува. Центар за планење троши. Да, овој викенд. Следниот, на 18-ти, да, има конференција. Односно, најверојатно се мисли на нестабилноста на Либија. Јас можам само да зборам со компаративни факти. Пред промената на името, бевме подобро рангирани во корупција отколку што сме сега. Пред промената на името, системот на здравство функционираше малку не многу подобро, малку подобро што е сега. До 2017 година имавме универзитет во први 1000 на Шангајската ранглиста, сега имаме во први 2500. Јас не видов бесплатно здравство за сите, како онаа кампања заокружи за бесплатно здравство за сите, бесплатно образование за сите по највисоки европски стандарди. Внатрешната стабилност на државата мислам дека е полоша од што беше, во смисла не се печатеа пасоши на белосветски криминалци пред 2018, се печатат после 2018. Немаме стотици килограми марихуана распродадена, расфрлана по улиците, има многу име марихуаната заевка е река. Тоа немаше пред 2018, има сега. Јас не знам по кој параметар Македонија, еве можеби и вие ќе подобро ќе размислите од мене, баш тоа размислував сега, по кој параметар Македонија е подобра во 2021 година од 2017 година. Еден параметар вака, не знам, да речеме бруто домашен производ, сега е минус 1,2, до 2017 просекот беше 3,2. Имаше светски кризи, тогаш две циклични. Во инвестиции, тогаш бевме негде трети, четврти на Балканот, сега сме последни. Во не знам, во индустриализација или во зафаќање од работната сила на индустријата или на економијата, бевме подобро рангирани. Спадот на невработеноста до 2017 беше од 32% на 16%, сега е стагнира на 16%. Не можам да се сетам. Во транспарентност, радиодифузната е заборевме така, да, во ценава на горивава е нагоре, тој дел сме вака нагоре се качуваме, ценава на горивава. Не можам да се сетам на параметр, еве они се фалеа дека ќе го ослободеле општеството, она мерка на Репортери без граници, полоша е состојбата, или стагнира или е полоша последниве години. Написа тестирањата сме полоши за образование. Не знам, еве, се обидувам, на вистина, еве, додека зборувам, се обидувам да немам параметар. Па дури во спортот успехот на европската, на фудбалската репрезентација е континуитет кој што започна во едно време кога се градеа стадиони, спортски сали, 2016 ми се чини дека мора да дојде селектор, така да ништо нема. Еве не можам, еве се трудам вака и пред вас да најдам еден параметар во кој што ние сме сега подобри од колку што сме биле до 2018 година промената на името, па еве тоа нека да одговорам. Уште едно прашање кратко. Благодарам што дојдовте обитувал, често да ве слушаме, но да прашам нешто. Јас сум толку младежки член на самата доклада. Изјавата на Бајден, председателот на Америка, во врска со случувањето во Македонија, е чудна, но амбасадорите на ратици ми кажуваат денес не разбрахме точно што значи. Дали дел од раководството на ВМРО-ДПМН го поддржува страмежливо договорот од Преспа и договорот со Бугарија, дел од раководството не го поддржува и дали тоа значи дека мерките на Бајден ќе се паднат на грбот на ВМРО? Јасно. Вие најконкретно одговорихте и затоа да вас. Одлука не извршена нова, нема донесено. Постоечките одлуки се дека ние ги поддржуваме одлуката на граѓаните на референдум, а тоа е против договорот.
А против договорот од Бугарија сме се изјаснили уште на почеток, а ги организираме протести сега. Дали има луѓе во ВМРО членови, можеби на некои нивоа, погоре или подолу, кои што имаат други ставови, можеби има. Не, јавно искажани ставови. Има луѓе кои што имаат јавно искажани ставови за договорот, претежно за договорот од Преспа, за договорот од Бугарија. Не сум сретнал, има кои што кажале позитивно. Ние сме пред се демократска партија, но одлуката на крајот ја носи извршниот комитет и централниот комитет и одлуката е донесена дека ние застануваме на одбрана на македонските национални интереси искажани на референдумот во 2018 година, односно не искажани на референдумот, затоа што македонскиот народ тогаш покажа и сите граѓани дека не се согласуваат со договорот, со тоа што го направија референдумот неуспешен. Знаете дека дел од пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата учествуваа во гласањето на уставните измени и тие пратеници потоа беа исклучени од ВМРО-ДПМН. Дали би сакал историјата да е поинаква, да би сакал да одлучава некако поинаку. Но од друга страна, морам јас да го кажам и мојот став како правник, во моментов уставот е променет. Државата има друго име, друга референца. И ние можеме да се бориме со тоа само по направен начин. И само на правен начин можеме да именуваме работите, а за тоа треба да сме власт. И за тоа треба да сме мнозинство во собранието, ако сака да вака најдиректно. Би било од мене лицемерно да кажам дека ние ќе го палиме, рушиме, ќе дојдеме како талибанци, ќе го каменуваме, сега што ќе видиме табли. Тоа како политичка партија која што е регистрирана во државата, ние, а јас како правник, не се дрзнувам да го кажам дека би го правел. Не сум како овие поп политичари или електропоп, како да ги кажам, кои што излекуваат на само вистина, па ќе рушат, ќе палат, ќе горат и така натаму, па сега гледаме дека мирно си ја земаат платата секој први од придавкава со новава именка, од УЈБ со новава именка. Така што јас сум човек кој што е принципиран и кога ќе кажам дека ние принципијално се спротивуваме на договорот од кога е подпишан. И правно се спротивуваме на тој договор. Но правните факти се некои други. Дали нека нова генерација ќе има право на собствени решенија во иднина, ќе има право. Како што и оваа генерација имаше право да го смени, како што претходната генерација 91 донесе нов демократски устав, 90-та 91 да донесе нов демократски устав, и нека следна генерација има право на свој собствен устав. Зошто не зборуваме за граѓански устав на да бидеме сите македонци под едно македонско знаме, независно од нашата етничка и религиска припадност. Но тоа е на следната генерација и следната мнозинство. Мислам дека бев така по-можливо. Прашање, што некој? Доколку нема. Добро, се заблагодариме на гостите за присуството на трибината и се заблагодариме за присуството беше повод интерес, а се надевам за следниот пат да се видиме повторно.